денешното издание на Дневникот на ТВМ ќе гледате. Женско и машко бебе дојдоа на свет на првиот ден од новата година во Охрид. Охријани и бројните гости со забава и обномет ја испратија старата и ја дочекаа новата 2025 година. Најлудата ноќ во годината во Охрид измина мирно без инциденти. Спектакуларни огномети низ светските метрополи за дочек на новата година. Со содржините на Дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со локална облачност и максимални 9 степени Целзиусови. Во четврток во западна, северозападна, северна и североисточна Европа под влијание на полена низок воздушен притисок ќе преовладува умерено облачно, ветровито и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Во останатите делови од Европа ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Во северните и централните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени. Во Македонија во четврток студено утро со појава на умерен мраз, а по котлините магловито. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен југозападен и југоисточен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 13 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -2 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во петок претежно сончево време со локална облачност, а во текот на денот зголемување на облачноста која што доцна попладне и навечер ќе услови врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура до 8 степени. Во сабота во утринските часови врнежите ќе престанат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во недела студено утро со температура од -2 степени. Во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со локална облачност и максимални 6 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Првото новородено бебе во новата година во Охрид е женско. Мајка од Охрид во 4 часот и 52 минути на свет донесе здраво девојче. Второто бебе, родено на гинеколошкото оделение во Охридската општа болница, е машко. Традиционално, првите честитки мајките и новороденчињата ги добија од градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. На гинеколошкото оделение се роди првото бебе во Охрид. Здраво женско новороденче, тешко 4 килограми 180 грама. По него се роди и второто, машко здраво бебе од Кичево. Во текот на денот се очекува да се чуе плачот и на уште едно бебе. И мајките и бебињата се во одлична состојба. Се верува дека ќе имаме плодна и берекетна година. На 1.1.2025 се породени две новороденчиња на оделението за гинекологија. Првото е живо женско, новородено, тешко 4180 грама и 53 сантима долго. Второто новородено е машко, тешко 3480 грама и 51 сантим долго. Пред се, од моје име и од име на вработените на ЈЗ Општа болница Охрид сакам да се заблагодарам до сите граѓани и до службите на СВР Охрид за делумно мирната ноќ која што ја имавме, која што одбележа со не многу големи инциденти, немаше големи нарушувања на редот и мирот. Се надевам дека и наредните денови ќе ги поминиме во една свечена атмосфера. Градоначалникот денес традиционално ги посети и ги даруваше родилките и новороденчињата. Традиционално го дарува и прво роденото, меѓутоа и оние кои што се родени на одма после 12 часот. До сега имаме две родени бебиња, за понатака ќе видим има дежурна докторка, меѓутоа како и да е, се надевам на берекет на дечињата, му посакувам здравје, успехи и многу заеднички моменти со фамилијата. Новогодишната ноќ во Охрид мина релативно мирно. Регистрирани се само неколку инциденти и тоа групна тепачка меѓу 5 српски туристи во ноќен клуб кои биле веднаш приведени. Случај е уште еден физички напад врз едно лице во Охрид. За среќа не е регистрирана ниту една сообраќајна несреќа и што е најважно, нема ниту една жртва. Екипите на брзата помош имаа 30 повици и 5 интервенции, пружање помош на алкохолизирани лица. Охриѓани и бројните гости од земјава и странство синоќа во весел амбиент со музика, забава и огномет ја испратија старата и ја дочекаа новата 2025 година. На забавата на градскиот плоштад присутен беше градоначалникот Кирил Пецаков, кој на туристите им посака да уживаат во посетата на Охрид, а на своите сограѓани среќа и успех. Забавата во хотелите и угостителските објекти на Охридската ривиера траеше до раните утрински часови. Стотици охриѓани и гости во весела атмосфера ја дочекаа новата 2025 година на градскиот плоштад во Охрид. Последните секунди до полнок ги одбројуваше поп дивата Каролина Гочева со градоначалникот Кирил Пецаков, пошто влезот во новата година беше означен со огномет на дезерото. Честитки и желби за добро здравје и успех можеше да се слушнат на разни јазици, а она што ги обединуваше луѓето беше музиката, забавата и доброто расположение. Добро здравје пред се, благосостојба лична на сите охриѓани, на сите македонци и посакувам државата конечно да тргне во вистински правец. Да една убава, пријатна атмосфера се шири овдека, има пријателство, има љубов, има греано вино, има се. Прелепо е. Фантастично се чувствуваме, преубаво е. Повеќе пати доаѓавме во текот на летото, а овде сме за прв пат во зима. Супер е. Супер. Живела Македонија. Преубаво е, одлично е, се е супер. Задоволни сме од гостопримството. Да живее Македонија. На своите сограѓани и на многобројните гости градоначалникот Пецаков им посака да уживаат во празниците и да имаат успешна нова година. Охрид е исполнат со туристи, има премногу настани, се надевам дека ќе уживаат во најубавиот град во Македонија. А поврзано со моите желби секако дека е многу среќа, успех, љубов, берекет, многу успех и се надевам искрено како градоначалник 2025 година дека ќе биде многу успешна не само за Охрид, туку и за Македонија. Весело беше и во хотелите и угостителските објекти каде забавата продолжи до раните утрински часови.
Хотелиерите задоволни од исполнетоста за празниците. Најбројни оваа година на Охридската ривиера беа гостите од соседните држави, во најголем дел од Србија, Црна Гора и Албанија, како и од Турција. Вака му личи и доликува на градот Охрид, преполн со туристи, домашни, странски. Ако судиме по бројот на туристи кои што се за нова година на Охридско-Струшкото крајбрежје, треба да се надеваме и на одлична следна туристичка сезона. Нека е среќна и беричетна новата година. По традиција, празнувањето продолжува и на првиот ден во новата година. На плоштадот општината организира настап на домашни музички звезди, а забавата продолжува вечерва во рестораните и кафетериите. Од безбедносен аспект, најлудата ноќ во годината во Охрид мина речиси без инциденти. Од СВР Охрид безбедносната состојба за новогодишната ноќ ја оценија како стабилна. Во 1 часот и 40 минути по полноќ биле приведени 5 српски државјани од Панчево и Врање, кои предходно пред ноќен клуб лоциран на улицата Стив Наумов во Охрид го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. Против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Во 4 часот утринава пак во СВР Охрид било пријавено дека во општата болница во Охрид било примено 39 годишно лице од Охрид со тешки телесни повреди, добиени откако во ноќен клуб на спортскиот центар во Охрид бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Возачите во Охрид примерни без какви било инциденти во сообраќајот. СВР Охрид и Интернационалната полициска асоциација Охрид и годинава на возачите им подаруваа новогодишни лампиони, потсетувајќи ги на потребата од внимателно управување на возилата, почитување на сообраќајните правила и прописи и да не возат под дејство на алкохол. Против пожарната служба ноќта минала без ниту една интервенција. Дежурните во службата за итна медицинска помош ноќеска имале 30 повици. Помали интервенции имали дежурните медицински екипи што со возила биле распоредени на местата каде што има зголемена фреквентност на луѓе пред дискотеките на градскиот плоштад и тоа главно за укажување прва помош на лица во алкохолизирана состојба. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Останете со ТВМ, следува новогодишното обраќање на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Пријатно!